и она што следува во продолжение на програмата е линковско вклучување. Знаете веќе дека веднаш по вестите во 8:30 ве носиме надвор од студиото. Еве, сега за брзо ќе ја видите веќе и мојата именјачка, мојата колешка Ирена Спировска. Ирена, добро утро. 55 години јубилеј Златно Славејче. Разговараш со Бобан Јосифовски. Па ајде да ве оставам да видиме што ќе се случува или што се случува оваа година. Повелете. Поздрав до сите кои што утринава се на фреквенцијата на телевизија Алфа во редовниот термин за вклучување во живо терен. Денес се јавуваме од Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје, а се разбира поводот е актуелното јубилејно 55-то издание на најстариот фестивал на детската песна на Балканот Златно Славејче. Фестивал кој што цели 55 години ја промовира детската песна во наша земја и фестивал кој што Златните Славичиња ги однесе на секаде ширум светот. Како што најави и ти, Ирена, разговорот го правам со Бобан Јосифовски, организатор и директор на фестивалот Златно Славејче. Пред се честитки за овој значаен јубилеј ваш и на сите сегашни, но и на сите претходни Златни Славичиња. Така е, благодарам за честитките. Навистина годинава е веќе повеќе од половина век од бележување, значи 55 години, и навистина тоа е една бројка со која што се гордееме сите, посебно што во континуитет непрекинато 55 години Златно Славејче функционира, обстојува. Се трудиме да бидеме навистина на едно високо ниво како што заслужуваат најмалите наши поддржувачи, слушатели и учесници на Златно Славејче, бидејќи да се издржи 55 години навистина е една голема привилегија, и сето тоа, еве, во изминатите 55 години генерации и генерации деца го отвориле, го учествувале на него. Ги поздравуваме сите, навистина ова е јубилеј, празник посвет на сите славејчиња из годините што биле дел од овој фестивал, што учествувале, што доаѓале да го посетат овој фестивал, и навистина тоа е нешто што е символ на нешто убаво. То традиционално во ноември месец знаеме кога е градот Скопје празнува, така да е и оваа година се надевам дека и ова одбележување ќе биде достојно за јубилејот што го имаме. И вистина овој 55 ноември поред за Златните Славичиња цел изминува во знакот на 55-тиот роден ден, па така имавте голем број активности роденденски, почнувајќи од промовирање на роденденската песна, која што официјално беше пуштена во етер на 10 ноември. Така, да, оваа година еден заеднички договор со Александар Митевски да направиме нешто што ќе остане, и се поклопија два убави јубилеи, а тоа беше песната роденденска песна која што пред 30 години беше изведена токму на нашиот фестивал 1995 година. Тоа ќе мислам ја направи музиката и аранжманот Драган Карофиловски Бојс на текст на Владо Димовски. Се договоривме да се преработи, значи Митевски направи една прекрасна нова адаптација, значи нов аранжман, и таа песна да повторно таа живееше сите овие 30 години, меѓутоа сега во еден нов аранжман и да направиме еден видеоспот на која што ќе ги поврземе повеќе генерации, значи во изминатите 50 години што биле дел, така да и луѓе заслужни што биле дел од така еден мал дел од таа организација во фестивалот. Поканивме поранешни славејчиња заедно со сегашните, направивме на голема роденденска забава, всушност и таква е песната, така да тоа беше една најава за овој јубилеен фестивал. Спотот, мислам, навистина прекрасно испадна, супер е прифатен од, гледаме, од и по гледаноста и по коментарите што се во овој изминат период, и ете тоа беше едно увертирано одбележување на овој 55-ти роден ден. Така да и самиот фестивал е во знакот на роден денот. Имаме уште една песна, роденденска песна во самиот фестивал, една нова песна, така да и целото сценарио е на роден ден
и ги покануваме сите да дојдат и во сабота на нашата роденденска забава, журка што викаат децата, и се надевам дека ќе бидат задоволни како и изминатите години што било сето тоа на Златно Славиче изведено. А роден ден како роден ден не може да помине без роденденска торта, па така токму тука во просториите на Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје беше пресечена роденденската торта со 2 големи петки. Така, да, тоа беше вистинска торта, значи ме прашува, вистинска ли беше торта? Да, така е. Вистинска торта, 2 петки, и навистина беше еден прекрасен момент и емотивен за поранешни славичиња што беа, бидејќи се навратија во детството, дојдоа малтене сите што ги поканивме, кои беа тука, и беше навистина една убава атмосфера која што беше празнична, уживавме сите во тој ден и се надевам дека останува тоа нешто што ќе остане за секогаш овој спот, а нормално песната ќе живее 30 години, беше и во наредните 30 години, па и понатаму да се одбележи, навистина се подсетуваме на овие убави роденденски прослави, би рекол, и секој државен фестивал е роден ден, нормално се, оваа година 55 до година ќе биде 56, нека се множат годините и навистина да децата си растат со детска песна, со убаво, со игра, со песна и навистина Златно Славиче на историја која што трае веќе повеќе од половина век. Златно Славиче е вистински расадник на таленти, расадник на квалитетна музика, на детски безвременски хитови со кои што пораснале генерации, па и нивните деца ги пеат и ги наследуваат. Од Златно Славиче произлегле најголемиот дел на нашите популарни пеачки имиња и тоа се денес звезди кои што подеднакво се радуваат на овие успеси и роденденот на Златно Славиче. Така е, да, затоа реков и историја Златно Славиче. Ние имаме сега во моментот во хорот 4-5 дечиња членови, кои што нивните родители биле членови на Златно Славиче, да не зборуваме дека оние што биле во првите години од Златно Славиче, 70-тите години кога почна Златно Славиче, сега се веќе баби, дедовци, значи внучињата ги носат. Така да навистина тоа е еден период кој што буди многу спомени, секој има по некој и да не учествувал, посетувал фестивалот сето во тоа време и генерацијски сето тоа си се провлекува, тоа Златно Славиче живе и има навистина многу почитување од нашата публика, од граѓаните, што е најбитната работа и затоа ние се трудиме, врската е многу голема да сето тоа го оправдаме и навистина да биде Златно Славиче синоним на една убава детска песна, на едно убаво, весело, безгрижно детство. Нормално се трудиме и преку песните тоа така да биде, внимаваме буквално се одбира секоја песна и да биде со една убава порака и да се прилагодиме, како што кажува песната, фестивал за сите деца, бидејќи таа нашата химна кажува многу за сите деца да биде сонце и да уживаат сите во она што го ние презентираме пред пошироката јавност. Во текст се представите на Златно Славиче наменети за учениците, тоа се организираните посети, па како тече атмосферата? Па добро, убаво е. Вчера имавме концерти во Македонскиот народен театар. Малку дождот ни беше така пречка да оној убав амбиент кој што го има и пред Македонскиот народен театар на платото и надвор и се да биде така по детски разиграно, меѓутоа тоа е тоа като дождот е бериќе, така да се надеваме дека ќе биде бериќе да ни убав фестивалот и ќе живее цела година, ќе се слушаат песните. Убаво, во секој случај Златно Славиче сакаме да допре до сите оние што имаат желба и интерес да го видат и многу сме среќни што успеаме во тоа и најбитно е кога ќе си одат децата или нивните наставнички, кога ќе бидат коментарите многу позитивни, какви што се, дека сме направили уште едно добро издание, дека било супер, децата уживаат, задоволство е кога ќе ги видиш насмејани, си одат
и мислам дека сме ја завршиле она наша мисија која што ја работиме со месеци за да излезе фестивалот како што посакуваме сите и на задоволство на сите посетители. За Златно Славиче секогаш се бара карта повеќе, затоа што интересот на вистина е огромен низ годините. Вие се трудите да одговорите на сите тие барања и на потребите да се слушнат песните од секој ново издание на Детско Славиче, па токму заради тој секоја година одржувате по неколку концерти, можеби и десетина концерти во рок од неколку денови. Па така е, да, она што го кажав претходно, благодарение на големиот интерес, на поддршката од народот, што е најважна, и нормално и медиумите, тоа е вклопено една заедничка, би рекол, работа. Златно Славиче го почитуваат и го поддржуваат многу влюбеници во детската песна. И ние сакаме да излеземе сите во пресвет, се трудиме колку може, колку ни овозможуваат нормално и капацитетите. Знаете, ние универзална сала многу ни фали. Ние бевме над 40 години во таа наша универзална сала, која што имаше 1500 седишта. Сега, за жал, сме приморани во помали објекти да го одржуваме Златно Славиче. Интересот и понатаму е голем и навистина ни е жал ако некој сака и не сака им публиката да ја изгубиме и да ја сакаме да испочитуваме, и од тие причини сме приморани да одржиме повеќе концерти за да ја задоволиме потребата од сите оние што сака да го видат Златно Славиче. Сите не можат, бидејќи навистина веќе близниците се распродадени. Меѓутоа, максимум што можеме и што ни дозволуваат условите, ние се трудиме да биде, бидејќи навистина културата и фестивалот се прави заради публиката. Тие се тие што треба да го кажат последни збори, затоа се надеваме дека еве поголемиот дел сите што сака обезбедија на време влезници ќе дојдат, ќе уживаат во она што значи Златно Славиче 55 години. А останатите ќе уживаат во снимката што ќе се емитува на телевизија, на фреквенцијата на радиостаниците, ќе уживаме во тие прекрасни детски песни кои што не развеселуваат дури и нас возрастните, а не само помладите. Уште еднаш честитки за 55 годишниот јубилеј, успешна реализација на преостанатите концерти. Ете, в сабота на сцената на Македонскиот народен театар повторно ќе блеснат и ќе запеат Златните Славичи. Благодарам, така е, значи на 22 и очекуваме заеднички да го прославиме 55-тиот јубилеј и се надевам дека еве сите што ќе бидат присутни ќе уживаат во тоа што ќе биде презентирано, а останатите нормално тука со социјалните мрежи ќе има сега веќе се достапно. Се надевам дека ќе бидат новите 15 композиции прифатени од децата и од пошироката јавност, и се надам дека еве штом заврши 22 ноември ние веќе подготовки да ги започнуваме за 56-тото издание за следната година, така да Златно Славиче лета и понатаму и ќе лета уште многу години. Нека се множат годините на Златните Славичиња и нека се множат хитовите што ги пеат нашите млади талентирани славичиња. Со оваа информација ние го заокружуваме разговорот и јавувањето во живо од Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје, со кој што го честитаме и го најавуваме 55-тото јубилејно издание на фестивалот Златно Славиче. Студио од нас толку. Благодарам многу, Ирена, за ова линковско вклучување. Нека е честит 55 годишниот јубилеј или 55-тиот роден ден на Златно Славиче.